Драги мои, во минутите кои следуваат, останете на оваа фреквенција и бидете дел од најновото издание на емисијата Наша сцена. Ова издание го посветуваме на новото музичко талент шоу кое го организира Ин продукција. Повеќе детали ви откривам од следното интервју. Драги мои, добре дојдовте во најновото издание на емисијата Наша сцена. Во изминатата емисија имав можност да ви го најавам новиот проект на Ин продукција. Станува збор за музичко талент шоу кое носи наслов Нови и млади. Во оваа емисија го имам еден од организаторите, односно станува збор за Златко Миладиновски. Златко, здраво и добре ни дојде. Добре најдов. Поздрав до вас, до Ин продукција и до сите гледачи ваши и на македонската музика. Така, во самата најава напоменав дека подготвувате еден голем проект заедно со Ин продукција, станува збор за музичко талент шоу. Ајде, како дојдовте до оваа идеја? Секогаш има првична идеја и конечна идеја. Сега бидејќи сме неколку фактори, неколку организатори, прво мојата идеја беше да се организира некаков музички настан или музички фестивал со 20 дебитанти, со нови песни, кои со јас, со мојот оркестар, би ги донеле на свет 20 нови песни, заедно со 20 млади интерпретатори, нови. И нели сите што сме во афелата, во оваа фела музичка, си разговараме, си разменуваме искуства, мислења. Јас нешто тука кај вас дојдов во Ин продукција, работевме, снимавме нешто, разговарајќи со директорот Ване Петковски. Му кажав што имам на ум, на памет, а тој ми кажа дека има на памет да направи такво надпреварувачко талент шоу. И нормално, ете, јас мислам така, ти мислиш така, потоа помина едно известно време и размислувајќи некако јас двете идеи ги преточив во една. И сега ќе имаме и талент шоу кој ќе се одвива во две етапи. Првата етапа би била, значи, она што ќе го направиме поразлично од другите, нема да биде надпреварувачко со одредени освоени места, прво, второ, него првиот дел ќе се вика некако отворена забавна аудиција. И во вториот дел, од тие што ќе влезат, значи 20 учесници кои ќе поминат, или да кажеме 20 ќе победат, може би повеќе, 30 ќе видиме, не е се комплетирано и прецизирано. И после во вториот дел имаме нешто друго во план со нив да работиме. Значи, од тие 20 што ќе ги одбереме, и со нив ќе снимаме по една обработка, значи една стилизирана, модерна обработка на народна песна, и најмалце 10 од нив ќе добијат ново компонирана песна од наши најактуелни, најреномирани во моментов, па и повозрастни композитори кои навистина нешто значат во нашата музика и кои на нашата покана со големо срце го прифатија овај предизвик и се нафатија да ни помогнат. И така да ќе имаат можност најмладите таленти во моментов да добијат, да бидат видени и од пошироката публика, меѓутоа да бидат видени и од најреномираните композитори во моментот. Мораме да напоменеме дека ова талент музичко шоу кое го организирате е за учесници кои сакаат да интерпретираат исклучиво македонска народна музика. Ова е исклучиво направено шоу или направен настан, измислен за да се промовира фолк музиката. Значи сите љубители на фолк, народната музика македонска, ќе имат можност да бидат изслушани и поучени од многу докажани
врвни луѓе што се занимаваат неколку децении со ова работа. Так. Ние откри која ви е идејата, а дали можеш да ни кажеш која е крајната цел на ова музичко талент шоу? Имаме повеќе цели, значи сакаме да има забава, сакаме да има добар производ, но пред се, ништо од тоа да не постигнеме, мислам дека ќе бидеме инспирација. Сакаме да бидеме инспирација за да се поттикнат не само младите таленти, него да се поттикнат и композиторите, и продуцентите, и текстописците, значи за да се твори, за да се продуцира повеќе музика. Значи не мислиме да водиме ни војна, ниту конкуренција. И јас јавно кажувам доколку и некој друг намисли да прави нешто вакво во функција на народната музика, јас лично со сите сили што ги располагам би му помогнал. Златко, ја кажавме која ви е крајната цел на ова музичко такмичарско шоу. Дали може да ги напоменеме критериумите, кои се може да учествува, дали имате некоја возрастна граница? Возрастната граница е околу 25 години, значи не мора да биде стриктно 25, нека биде 26, меѓутоа тука некаде. Значи младите таленти да направат еден видеоклип со инструментална придружба, значи да ја отпеат песната, една строфа со инструментална придружба, да го пуштат клипот на мајлот Нови и млади споено на Yahoo и да остават телефонски број и ние ќе им се јавиме доколку бидат примерни. Сега имаме уште еден нов момент, значи освен што можат да бидат и од Македонија, можат да бидат од било каде во светот. Так. Благодарение на техниката што ја поседуваме, значи можат да учествуваат и од Европа, и од Америка, и од Канада, и од Австралија, од сегде. И значи секаде сакаме да ја фатиме докај што стигаат рацете на народната музика, на македонската музика, и сега и ќе имаат можност без да присуствуваат тука да учествуваат. Така, значи може да се пријават сите оние млади лица кои имаат желба за интерпретација на македонска фолк музика, без разлика дали се од Македонија, може и од диаспората, но да бидат во граница од 25 до 26 години. Не во граница, зборам некаде од 7-18 докај 25-6. Ето така грубо кажам. Така. И за крај на овој наш разговор, Златко, кои се твоите крајни очекувања од ова музичко талент шоу? Очекувањата, да бидам искрен, не се ни преголеми, ни премали. Многу ми е мило што се споивме да се кажеме големи и мали е нескромно, не е важно, но сме активни и сме многу ентузијасти, и јас и Инпродукција и сите наши пријатели кои ги прашавме. И искрено сме спремни, и доколку не успее, јас знам дека пак ќе кажам, ќе дадеме поттик, и ако ние не успееме, некој друг кога ќе почне веќе ќе ги знае грешките, значи се е во функција на фолкот, но доколку се успее, значи знам дека ќе направиме еден модел на тоа како треба да зачекори еден млад пејач. Значи од избор на песна до нејзино снимање со жив оркестар, па потоа како треба да се снима видео, па тоа видео како да се промовира, едноставно да покажеме еден калап, еден модел за тоа како треба да изгледа патот на еден пејач или патот на една песна. Па се надевам сите наарно со Господ напред.
Златка, јас ти благодарам што одвои време, што беше дел од мојата емисија. Се надевам дека за скоро време кога ќе ги имате целосно сите детали, повторно ќе ни бидеш гостин, па и ние ќе им ги откриеме на нашите гледачи. Ви посакувам успех и за скоро време повторно да се видиме во нашата студија. Амин, Боже поздрав. Тука го завршувам уште едно издание на емисијата Наша сцена. Верувам уживавте со нас. Верувам успеавме да го задржиме вашето внимание до крај. За мојот изглед и во ова издание на оваа емисија се погрижија будиците на мис Сара, кои можете да ги најдете на 2 локации во Струга. Наредна средба, драги мои, ви закажувам за 7 дена, во исто време и на исто место.